Југоистокот наскоро ке сумира колку барања за легализација на бесправно изградени фарми стигнале во одделенијата за имотно-правни работи за легализација. Заклучно со 31 декември заврши рокот за поднесување барања за легализација. Претходно ресорното министерство го продолжи за една година рокот за легализација на фармите со цел да им се излезе во пресрет на големиот број граѓани, вклучително и на земјоделците кои досега не ја завршиле постапката за легализација. Од Министерството за земјоделство велат дека фармерите кои што имаат нелегализирани објекти треба да искористат оваа шанса со добивањето на катастарски лист, односно имотен лист. Овие земјоделци ќе добијат и финансиска вредност за фармите. Со тоа ќе може да подигнуваат и кредити за модернизација на производството. Од друга страна, на тој начин ќе може да учествуваат и во добивање поддршка како од националните, така и од ИПАРД програмата финансирана со пари од Европската унија. До сега бројот на земјоделски стопанства и чии што објекти се легализирани е исклучително мал и поголем број од истите ја немаат искористено можноста која што имаше понудено законот. Нерегулираниот статус на објектите за земјоделска намена на градежно земјиште негативно влијае на можноста за модернизација и реконструирање на земјоделските стопанства кои се занимаваат со сточарство и ги оневозможува стопанствата во користење на државната финансиска помош во земјоделството.